Американските разузнавачи работат деноноќно за да ги заштитат претседателските избори во ноември 2024 година од малигно странско мешање. Но обидите да се спречат дезинформациите веќе се во тек, велат аналитичарите. Да се обидат да ја зголемат поларизацијата, да ја подкопаат довербата во демократските институции на САД. Тоа може да биде во форма на објави на социјалните мрежи кои навистина тестираат дали демократијата функционира. Например, ако некој странски актер смета дека одреден кандидат не е корисен за нивните геополитички улоги, таму гледаме активност која во основа ги подкопува тие кандидати. Новите технологии може да им помогнат на лошите актери полесно и побрзо да шират лаги, предупреди председавачот со Комитетот за разузнавање на Сенатот, демократскиот сенатор Марк Ворнер за време на неодамнешното сослушување во Конгресот. Имаме целосен нов почеток со вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција ги зголемува алатките за мешање, дезинформирање. Чувствувам дека е критично важно да направиме подобра работа на двопартиски начин, да ја едуцираме американската јавност од и овој проблем не исчезнал. Американските гласачи, интервјуирани од Гласот на Америка, рекоа дека се свесни за заканата, но ги признаваат предизвиците за поединците да ја разликуваат вистината од лагата, особено на социјалните мрежи. Тие може да користат софтвер за вештачка интелигенција за всушност знаете да дезинформираат или дефинитивно да го променат она што всушност лицето го кажува. Многу е тешко затоа што честопати слушателите не се она што вие ги нарекувате критички мислители и тие само веруваат во она што го слушаат на одредена платформа. Мислењата се разликуваат меѓу гласачите за тоа како да се справат со предизвикот. Мислам дека треба да има вклучена независна страна која може да ги потврди овие информации, бидејќи во спротивно сме оставени да им веруваме на одредени луѓе или платформи да ни дадат точни информации. Не сум сигурна дека нешто може да се направи во врска со тоа без голема цензура на интернет и слични работи. Мислам дека останува на поединецот да биде и информиран гласач. Во тек се напори за охрабрување на гласачите да се борат против дезинформациите. Американската агенција за сајбер безбедност и безбедност на инфраструктурата изјави за Гласот на Америка дека ја дизајнирала веб страницата Гласини наспроти реалност, каде што може да се најдат веродостојни информации за изборите во САД. Невладин проект за медиумска писменост обезбедува неколку достапни ресурси за да им помогне на гласачите да ги разликуваат фактите од фикцијата. Тактиката број 1 на пропагандистите и другите лоши актери на интернет кои шират невистини и погрешни информации е да влијаат на емоции. Значи, ако видите нешто што мислите дека е претерано, дека треба да се плашите, секогаш е добра идеја само да направите пауза, да си поставите неколку прашања ако има вистински доказ дека тврдењето е точно. Директорот на FBI е меѓу високите функционери кои сведочаа пред Конгресот за ова прашање. Тој вели дека критички ориентираната јавност комбинирана со напорите на меѓуагенцијскиот и приватниот сектор ќе биде од суштинско значење за борба против дезинформациите кои имаат за цел да ги нарушат претседателските избори во ноември.